ќе има представување на барањата. Да. И после тоа ќе имаме Во однос на случајот Пулс во Кочани, нашата иницијатива, разбирливо, има дилеми дали институциите и правосудните и државните ќе ја спроведат правдата на достојно ниво. Па поради тоа бараме транспарентно и целосно да се објави документацијата поврзана со работењето на клубот Пулс од 2012 година до денес. Односно бараме да се објави документацијата од следниве институции: Државен пазарен инспекторат, Министерство за економија, Државен градежен инспекторат, Министерство за внатрешни работи, Државен инспекторат за урбанизам, локална самоуправа во Кочани, локален градежен инспекторат, Дирекција за заштита и спасување, Управа за јавни приходи и консултативното тело за безбедност и превенција кое што е формирано во општина Кочани. Бараме да се објават овие документи за да видиме дали воопшто постојат, односно дали воопшто било извршуван надзор во оваа дискотека. Понатаму не се задржуваме само на овој случај. Сметаме дека системот во Македонија не функционира од самото нејзино основање и затоа бараме транспарентно да се објави документацијата и за низа други трагедии кои што се случија изминатиот период. Односно бараме транспарентно да се објави документацијата за случајот поврзан со Беса Транс, случајот поврзан со Дурмотурс, случајот поврзан со онкологија и случајот поврзан со Тетовската модуларна болница. Сметаме дека исто така и во овие трагични настани, каде што системот потфрлил, јавноста е нецелосно информирана, се со цел да се заштитат одредени индивидуалци или групи кои што владееле со Македонија во изминатите 35 години. Понатаму, во однос на одговорноста, бараме исто така одговорност да превземат, не кривична, меѓутоа морална одговорност да превземе и приватниот сектор. Бараме коморите на угостители и нивните здруженија да превземат активни мерки за едукација на своите членки, како би можеле и самите тие да се справат со проблемите и самите да се подготват и да ги заштитат своите гости, а не само овие комори и здруженија да се вклучуваат и да бидат активни кога е потребна финансиска помош од државата или одредена дерегулација како би ги прошириле своите тераси или би ги намалиле своите трошоци за сметка на безбедноста и локалната заедница. Како верувам и сите останати сме фрустрирани од неактивноста на нашето собрание, не само во овие 2 недели, туку во текот на целиот наш животен век. Собранието е исклучително пасивно, иако има најголема обврска да ги репрезентира граѓаните на оваа држава. Така што поради тоа решивме кога собранието, кога пратениците кои што се платени од нашите даноци одат на одмор, ние како граѓани да се собереме и да дискутираме за своите проблеми. Да дискутираме, да соочиме различни мислења и аргументи, бидејќи сметаме дека само на тој начин можеме да вистински да го промениме системот и да се избориме за напредок на Македонија. Денеска сте без патни трошоци. Да, без патни трошоци и без било какви други трошоци. Ние сметаме дека политичките партии имаат партиски и институционални механизми да се борат доколку вистински сакаат да го променат системот. Со обични соопштенија и изјави од страна на политичарите ги третираме како гол популизам кој што има за цел да ги приближи граѓаните кон својата политичка опција. Бараме од нив активно да работат и да допринесуваат за промена на општеството во рамки на механизмите кои што ги имаат. Изјави и соопштенија се ништо повеќе од гол популизам. Така што мислам дека со ова јасно кажуваме дека ние не сме со политичките партии, не веруваме дека политичките партии вистински се залагаат во моментов за суштествена промена и бараме од нив и ги притискаме да почнат да го прават тоа бидејќи граѓаните се незадоволни. За вашата поврзаност со некој од партиите? Мислам дека соопштението јасно кажува дека не сме поврзани со ниту една политичка партија. И уште статусот само на сестрата на Фросина, претпоставам го имате видено, коментар за тоа? Да, го имаме видено. Сметаме дека секој граѓанин, колку и да не се согласуваме со мислењето, има право да го искаже своето мислење. Ние за секогаш ќе стоиме на браникот на слободата на говорот, така што го прифаќаме дека тие имаат право да го кажат своето мислење, ние имаме право да кажеме различно мислење и тоа е дел од едно демократско општество. Во однос на обвинувањата дека ние сме сакале да злоупотребиме нечива
смрт, ние како иницијатива точно е дека настанавме после сообраќајната несреќа на Партизанска во која трагично загина Фросина Кулакова. Тоа беше поводот кој што не собра како граѓани, меѓутоа причината е нефункционалниот систем кој што 35 години не гуши, не убива и не ни го ограничува нашиот потенцијал да се развиваме како граѓани и да напредуваме. Така што ние ќе продолжиме да се бориме за секој еден граѓанин, за самите нас, за идните граѓани кои што ќе дојдат, бидејќи сакаме да живееме тука, па вклучувајќи ги и граѓаните кои што не се согласуваат со нас. Ќе имате ли следни активности? За следните активности ние сме хоризонтална структура, одлучуваме заедно, ги слушаме и нашите сограѓани кои се нивните ставови. Откако ќе заврши ова собрание, ќе се собереме и заеднички ќе донесеме одлука за следните активности.